Пожелно е да се најде решение за билатералниот спор за името со Грција пред самитот на НАТО во април следната година, изјави министерот за надворешни работи Антонио Милошовски. Република Македонија во овој процес ја користи силата на аргументите, додека за жал Грција во одредени моменти го користи аргументот на силата за да изврши притисок врз Македонија, потсети шефот на дипломатијата. Портпаролот на американскиот State Department Шон Маккормак како позитивен го оцени предлогот на медијаторот Метју Нимиц за продолжување на диалогот меѓу Македонија и Грција за спорот со името. Запрашан дали Вашингтон би се вклучил во преговорите, Маккормак одговори: Ги потикнуваме двете страни за изнаоѓање решение за спорот. Како што знаете, ние донесовме одлука за прашањето за името. И Европскиот комесар за проширување Оли Рен повика на засилени напори на Скопје и на Атина за изнаоѓање заедно прифатливо решение со цел целосно нормализирање на билатералните односи. Пожелно е да се најде решение за спорот пред априлскиот самит на НАТО, изјави министерот за надворешни работи Антонио Милошовски. Македонија во овој процес ја користи силата на аргументите, додека за жал Грција во одредени моменти ги користи аргументите на силата за да изврши притисок врз Македонија. И ние како држава со аргументи ќе го браниме нашето право на уставно национално име и на сопствен идентитет. Уставното име на Република Македонија го оспорува само Атина и треба да се најде решение за разликите, нагласи Милошовски. Очекуваме од Грција како најстара членка на Европската унија и на НАТО во регионот да покаже една зрелост и да ја даде својата поддршка за заедничките цели кои ги има НАТО и секако Европската унија, овој регион да влезе во зоната на стабилност и да ја постигнеме таа заедничка цел со интегрирање во НАТО, да си помогнеме едни на други. Тоа ќе биде корист за Македонија, но во секој случај директна корист и за Грција. Пред 2 дена, медијаторот Метју Нимиц соопшти дека и Скопје и Атина се согласиле новиот круг преговори да се одржи на 1 ноември во Њујорк.